Владимир Талевски е еден од најдобрите градоначалници во Република Македонија. Владимир Талевски честно и совесно ја вршеше својата функција од 2005 година наваму. Затоа битолчани 3 пати поред му ја дава поддршката. Тоа добро го знае и аболицираниот криминалец Зоран Заев. Тој знае дека со луѓето како Владимир Талевски деструктивната политика на СДСМ никогаш нема да добие поддршка од граѓаните. Затоа Зоран Заев, кој е аболициран за криминал тежок 8 милиони евра, нарачува политички прогон на градоначалници и функционери на ВМРО ДПМНЕ. Затоа Катица Јанева постојано ги следи неговите наредби. Таа мора да биде негов послушник за да ја оправда платата од 3000 евра. Затоа СДСМ се закануваат и вршат притисок врз судиите, бидејќи знаат дека тука не станува збор за правда базирана какви било докази, туку за класичен политички линч. Катица Јанева и судиите кои подлегнаа на притисокот од страна на СДСМ се должни да ја објаснат на јавноста како е можно да се бара и да се изрече мерка куќен притвор за градоначалникот Владимир Талевски, а да нема таква мерка за градоначалникот на Струмица, кој целата јавност го виде како бара подкуп од 1 евро за него и 1 евро за вицето. Како е можно Владимир Талевски, кој редовно се јавуваше на сите судски покани да биде во куќен притвор, а Зоран Заев, кој јавно изјавуваше дека за него не постојат македонските судови и дека нема намера да се одзива на поканите, да биде на слобода. Како е можно Владимир Талевски, кој никогаш во животот не сторил никакво кривишно дело, да биде во притвор, а Зоран Заев, кој неколку пати го повторува криминалот и веќе еднаш е аболициран, да биде недопирлив за Катица Јанева и уценетите судии. Конечно, Катица Јанева треба да се соочи со срамот и судот на јавноста. Треба да ја каже вистината дека нема никаква вина кај Талевски, ниту некаква материјална штета за државата. Запазена е целосно законски тендерската процедура и избрана е најдобрата понуда. Дали Катица Јанева знае колкава е просечната цена по ученик во Куманово? Ако не знае, ние ќе помогнеме. Медиумите веќе објавија дека просечната цена на превоз по ученик во Куманово е 2,5 пати повисока отколку цената која што ја плаќа општина Битола. Ова е факт. Од овој факт бега и Зоран Заев и Катица Јанева. Селективниот пристап на Катица Јанева е уште еден доказ дека тоа што го прави нема никаква допирна точка со правдата. Владимир Талевски е жртва на политички прогон на Зоран Заев и Катица Јанева. Тој е символ на нивните неуспешни и деструктивни политики преку кои се обидуваат подмолно да му нанесат штета на ВМРО ДПМНЕ во пресред на престојните локални и парламентарни избори. Зоран Заев и Катица Јанева нема да успеат во тоа. Двајцата ќе бидат поразени и ќе се срамат за ваквото нивно делување. Благодарам.